Благодарам. Дебата за буџетот за 2019 година, а чиниш дебата за законот за батерии и акумулатори. Никогаш не се случило послаб интерес за дебата за буџет воопшто во јавност. Тоа можеме да го... Што е причината за таквиот низок интерес, можеме да го гледаме во тоа што други теми се во фокусот на јавноста, во исто време во една друга сала, близко тука од оваа, се случува промена на уставот, се случуваат многу други нешта кои што ја дефокусираат јавноста од онаа што е основното прашање, животно прашање на секој човек, тоа е опстанокот и екзистенцијата. Меѓутоа има една друга причина заради која што е ниско нивото на интерес на јавноста за буџетот, а тоа е што објективно при доаѓање на нова власт има нови очекувања кај јавноста, меѓутоа тие очекувања беа при ребалансот за 2017, носењето на буџетот за 2018 испласнаа во вода. Јавноста го виде капацитетот на оваа извршна власт, кога е во прашање економијата, и сега лажни ветувања и предвидувања во буџетот не му требаат. Значи, ја прочита со еден буџет и со еден ребаланс и со капацитетот за реализација на планираното, ја прочита оваа власт и колку и сега транспарентноста која што е подигната, нема збор, на Министерството за финансии да е на високо ниво, џабе транспарентност кога интерес не постои во јавност. Конкретно сега за реализацијата на буџетот и на економскиот раст во 2018 и она што е предвидено за 2019. Ако државите во регионот 2017 година, мислам на Албанија, Србија, Бугарија, Романија, растеа со просечно стапки од 3,5 до 4%, а годинава, пример во вториот квартал, Црна Гора расте со 4,9%. Това се податоци на Министерството за финансии. Нашево. Србија со 4,9, 4,8 втор квартал. Косово со 4,7 втор квартал. Албанија со 4,5% прв квартал, 4,3 во втор квартал. Значи сите овие држави се движат некаде до 5% раст, кој што го вети оваа влада во предизборието. Сега, имајќи ја во предвид растот на европската економија, ниската референтна каматна стапка на Европска централна банка, да не кажем негативна, значи поволните услови во окружувањето, очекувано беше дека онаа што го ветивте како 5% стапки на раст и дека ќе го имаме, имајќи ги во предвид екстерните фактори. И сите овие држави во регионот се близко до таа стапка од 5%. Само ние сме многу далеко. Ние сме ептен далеко. Не сме ни на 50% од онаа што беше планирано и ветено во предизборието. Ланската година немавме никаков раст. И сега на таа споредбена основа, од никаков раст или ако го рачунате за раст 0,1%, тогаш во ред. Тоа е растот ланската година. На таа споредбена основа, ние во првите 3 квартали, а во првите 3 квартали лани имавме скоро нешто под нулата, имаме 2,3% раст. За да го оствариме онаа што со ребалансот го испланиравте 2,8, ни треба раст од 4,1% во четвртиот квартал, што е скоро неможно. Значи, кога тука се зборува за раст некаде од 2 до 2,5%, во сите држави во регионот станува збор за реален раст од 100% повисок од нашиот, за раст од скоро 5%. Тоа се екстерното обкружување, поволната клима во европската економија, кое што генерира екстерна побарувачка и го потикнува растот во сите држави во регионот, само не во македонската. Зошто не во македонската? Затоа потврда дават и други показатели. Прв квартал
11% пад на бруто инвестициите. Втор квартал 10% пад на бруто инвестициите, за среќа трет квартал е едноцифрен 8,5%. После 7 квартали раст на бруто инвестициите од третиот квартал 2017, ово е шести поред квартал во кој што имаме ние пад на бруто инвестициите, во кои петте квартали што се позади нас двоцифрен, ова е прв, за среќа велам, едноцифрен пад на бруто инвестициите од 8,5%. Тука се носеше закон за финансиска поддршка на инвестиции, резервирани нели со буџетот, со ребалансот за со буџетот за 2018 15 милиони евра, па ги ребалансиравме со ребалансот на 10 милиони евра, ама прашање е ние и 5 милиони евра дали ќе се реализираат од тие средства за финансиска поддршка на инвестиции. Нема кај да се реализираат инвестиции, нема. Помошта за фондот за иновации, односно финансиска поддршка за фирмите кои што нели се иновативни, ја видовме со објавувањето нели на допитниците во јули месец. Видовме се што се случуваше таму и до ден денесен, замислете, средствата не се исплатени. Не смее стопанството да трпи ради неколку добитници кои што се блиски до власта и што се големи креатори на иновации, да трпат сите други што се вистински иноватори. Не смее парите да не бидат во оптек. Ако средствата не се исплаќаат на оние што се предвидени и резервирани во буџетот, тогаш нормално е дека ќе немаме инвестиции, ќе немаме обрат на средства во оптек. Да одиме понатаму. Се фалите со растот од третиот квартал од 3% на споредбена основа од 0 од 2017. Меѓутоа, ако сега го земеме, на што се должи растот? Точно е дека имаме промени кај структурата на стопанството, кое што го подига економскиот раст, и тоа се должи пред се на трговијата, преработувачката индустрија и, замислете, спортските облажувалници, игротеките, казината и другите рекреативни и забавни дејности. Кога ќе дојде до ред во едно општество, коцкарниците, облажувалниците и казината да бидат столб на економскиот раст, знаеме до кај е стасан возот. Преработувачката индустрија и нејзиниот раст, ако го погледнеме подетално, ќе констатираме дека од оние индустријски гранки што учествуваат со поголем удел во индустријата, тоа се должи пред се на поволните берзански прилики за метали и неметали и нормално на индустријата во тир зоните. Онаа што вие, кога бевте опозиција, најмногу критикувавте, односно производството на возила, приколки и полупроизводи, знаете дека ова е Ванхол, и производството на делови за автомобилската индустрија, кои што се најзастапени во тир зоновите. Значи, онаа што го покренува, што ја покренува индустријата, односно преработувачката индустрија, е резултат на капацитетите во тир зоните и е резултат на поволните берзански прилики на металите и на неметалите. Странските директни инвестиции се отепавте од фалење во првиот квартал дека биле 327 милиони евра, не знам колку милиони евра, а реалноста е дека во Република Македонија нема ниеден новоотворен капацитет во тир зоните, ниту проширување на било кој капацитет во тир зоните. И кога ние ви кажувавме дека тоа е меѓукомпанијски заем, во кој што фирмите мајки им даваат заеми на постоечките капацитети во тир зоните за тековно работење, вие велевте дека се тие нови странски директни инвестиции. За да во третиот квартал имаме минус 6 милиони евра. Враќање
на земените заеми за тековно работење од компаниите во Република Македонија кон оние фирми мајки од кај што ги земале заемите. Сега никој не го коментира од парламентарното мнозинство и владата износот на странски директни инвестиции во третиот квартал кој изнесува минус 6 милиони евра. Почнаа нели нашите стопанственици да инвестираат во странство. По вашата логика така би требало ова да го толкуваме, меѓутоа реалноста е заемите што ги земале постоечките фирми во тир зоните треба да ги враќаат онаму од каде што ги добиле. Капиталните инвестиции треба ли да зборуваме? Треба ли да зборуваме ако една влада испроектира 392 милиони евра, не се 400, и до 10-ти месец успее да реализира едва 120 милиони евра. Па згора на тоа за следната година да предвиди 426 милиони евра. Кој ќе ви верува дека вие ќе постигнете реализација на тие 426 милиони евра или нека бидат 300 милиони евра после таков катастрофално ниво на реализација оваа година? Се правдавте со, не знам, не биле во ред проектите за автопатот, за железницата, меѓутоа со ребалансот видевме потфрлање огромно и кај студентски домови, и кај училишта, и кај спортски сали, и кај редица други проекти. Министерот редовно се фали со објективно планирање. Видовме со капиталните инвестиции колкава е објективноста. Сега кога сме кај објективноста во планирањето, уште еден момент. Растот на платите за лекарите специјалисти 10% од први месец нели следната година и за останатиот медицински персонал 5% месечини. Така? А знаете ли колку расте буџетот на Фондот за здравствено осигурување? 4,3%. Знаете ли дека 87% од буџетот на Фондот за здравствено осигурување е за договорни услуги, што значи плаќање кон ЈЗУ, кон ПЗУ, кон аптеки, кон не знам добавувачи на ортопедски помагала. Знаете ли дека во аптеките потрошена е месечната квота во првите 5 дена за следниот месец? Знаете ли дека после 10 години редовна снабденост во аптеките со лекови од позитивната листа се вративме на времето на СДСМ пред 2006. Празни рафтови во аптеките после 5 во месецот до крај на месецот. Сега што се случува? Немајки квота, ги издаваат лековите, не им издаваат фискална, истите ќе ги фискализираат, ќе ги обработат следниот месец. Ја трошат квотата од следниот месец до 5 до 10 во тековниот месец. И кога се увиде оваа состојба во март месец, причина било нели грипот, не знам што, и со огромни 225.000 евра ги зголемија квотите на аптеките, линеарно тоа за 700 аптеки, можете да израчунате колку чини. Ништо. Состојбата останува иста. Ако реално од година, на секоја година со предходната, вредноста на реализираните рецепти за лекови од позитивна листа растела со 7%, оваа година како ќе расте со 7% вредноста на реализиране лекови на рецепт, за да има снабденост, и да растат платите 10% за лекари специјалисти и останат медицински персонал од 5%, ако буџетот расте 4,3%. Знаете ли дека процентуалното учество на буџетот на Фондот за здравство паѓа во однос на целиот буџет? Така ли ќе ги подобруваме состојбите во здравството и ќе обезбедуваме поквалитетни здравствени услуги и снабденост на здравствените установи?
И сега, полнењето на буџетот во следната година. Предвидувате високи стапки на раст на буџетските приходи, дел го планирате на тоа дека јавната потрошувачка и приватната потрошувачка ќе растела, како да основен столб на економскиот раст ќе не биде потрошувачката. Чини сме ние држава од 20 милиони жители, огромен пазар и најголем дел од понудата на производи на пазарот, како да е од домашно потекло. Нити сме од 20 милиони, нити па во понудата имаме најголем дел производи од домашно потекло. Не може во таква ситуација потрошувачката, лична и јавна, да биде генератор на економскиот раст. Предвидувате раст на платите и цело време се фалите дека тој раст на платите е резултат на, не знам, на субвенционирањето и подигањето на минималната плата. Таму каде што се подигна минималната плата, индустријата за производство на облека и кожарската индустрија, кои што се учествуваат со 10% во вкупната преработувачка индустрија, знаете дека редовно имат пад на продуктивноста и на бројот на вработени? Редовно. Знаете дека тој пад во 10-ти месец споредба со просекот од 2017 година е 12%. А зошто растат платите? Растат затоа што луѓето се иселуваат. А не затоа паѓа и невработеноста. Нагло се иселуваат луѓето во последните 2-3 години. И сега дополнително ќе им брцнеме во приватноста, да ги гледаме сите приливи на граѓаните, ќе окршиме законот за заштита на лични податоци, а сме во ситуација во кој што се повеќе се намалуваат дотациите од странство. Зошто се намалуваат дотациите од странство од нашите гастарбајтери? Затоа што не води на гурбет само главата на фамилијата, туку излегуваат цели семејства. И се помалку приливи ќе имаме во домашната економија по тој основ. Прогресивното одоначување ќе го решил проблемот со порамномерно распоредување на даночниот товар. И сега во тоа ги ставивте како најбогати од оваа влада пресметани, оние што најпродуктивни, најквалитетни кадри кои што заработуваат по основ на труд, а за оваа влада не толку богати се оние што поседуваат по неколку станови, деловни простории, скапи автомобили и што знам друго. А капак на се, имајќи во предвид дека сивата економија е некаде 30% од економијата, приоритет во сузбивањето на сивата економија, оваа влада стави на продавачите на зелените пазари. Тие како да се најголеми штетници во економијата и најмногу придонесуваат, имаат најголем удел во сивата економија. Некој пензионер со минимална пензија, некој што зема надомест за технолошки вишок, или не дај Боже некој што е инвалидски пензионер. Во ситуација кога земјоделието ни паѓа со 5% во третиот квартал, кога веќе земјоделските површини се празни, необработени, имајќи ја предвид катастрофалните 2 години со пласманот на земјоделските производи, ние дополнително одираме и на оние кои што произведуваат за себе и оној вишок од производи што има сезонски карактер го изнесуваат на пазар. Тие не смеат да излегуваат на пазар да продаваат според оваа влада. Тие се големи генератори за оваа влада за сива економија. Тој вишок на зеленчук или овоше на тезгата има што ќе го продаде и ќе ги извади тие пари за да го преживее месецот, некој пензионер или корисник на надоместок за технолошки вишок, за оваа влада огромен удел има во сивата економија. Срамота е во приоритизирањето на генераторите на сивата економија да ги ставате овие лица. Повлечете го овој закон затоа што тие граѓани се најмалку виновни и
се најмалку генератори на сивата економија. Знаете вие добро кај е сивата економија и кај треба да се бара. Таа даночното обтоварување поголемо не го барајте кај најпродуктивните и најпрогресивните, а сивата економија не ја барајте кај оние што си произведуваат земјоделски производи за сопствено преживување и одреден сезонски вишок го вадат на тезга за да преживеат од први до први.